да ги добиеме средствата од владата, не моментално. Многу едноставно, значи вие направив точната пресметка дека владата има земено 55 милиони евра за 5 депонии. Значи од тие 10 милиона и од овие 7,5 милиона од грантот, ако ги дадат 17,5 милиона, без при тоа да го уценуваат секој скопјанец дека мора да биде градоначалник од нивна партија, они можеа да го направат многу предходно тоа, затоа што ви кажувам дека у 2023 се земени тие средства, а ќе ни ги одземе Европската унија во најкасно до февруари 2026 додека не почне, доколку не почне имплементацијата. Ако тие пари влезат во Дрисла, јас ви кажувам дека ние ќе имаме уште посовремена депонија со процесирање на суровини и на реагенси и гасови подобро од она на Љубљана. Тоа одговорно ви го тврдам, доколку владата се одважи од уцената дека мора да биде градоначалник од нивните редови и од нивната партија. Добро, ви благодарам. Еден круг околу јавниот превоз, исто така голем проблем за граѓаните, се најавуваат нови автобуси, БРТ системот е некако одложен, сега се најавува дека ќе се активира. Вие, професоре, кој мислите дека е најдоброто решение? Да, прво би сакал едно мало објаснување околу БРТ. Мислам дека се мешаат две работи. Добро. БРТ е систем на организација на превозот. Тоа не подразбира вакви или онакви автобуси, односно не подразбира различен погон на автобусите. Значи, според мене, електрични автобуси во секој случај, дали ќе бидат тоа поделни електрични автобуси или ќе бидат вклучени во БРТ системот, не знам. Јас се обидов и пред кампањата и во текот на кампањата да дојдам до таа физибилити студија која што е наводно изработена за имплементација на БРТ системот, меѓутоа до неа не дојдов до некои скратени нетехнички документи кои што се на веб страната на Европската банка за обнова и развој. Таму се оние основни податоци. Она што сакам да го напоменам, ако ние денес одлучиме дека ќе одиме со БРТ, нам ќе ни требаат 5-6 години за да почнеме со имплементација на БРТ. Значи да не се лажеме, да не сееме магла. За БРТ има изработено идеен проект во градот. Толку. Треба да се распише тендер, тој треба да се подготви, треба да се распише тендер, built-in дизајн, односно проектирање и градење. И не, најважно парите се обезбедени. Парите се обезбедени, плаќаме за тоа, нели, одредени камати, меѓутоа временски тој уште кога е донесен, кога е подпишан договорот, е предвидено дека за да почне да се имплементира првата линија, дека требаат околу 3 години. Што сакате да кажете? Сакам да кажам дека нема Скопје време да чека да БРТ за да почнеме да користиме еколошки автобуси. Треба веднаш да купиме еколошки автобуси на струја, еколошки такси возила на струја и да тргнеме со од загадување на воздухот, бидејќи загадувањето што го прават автомобилите на воздухот, ќе дозволите јас подготвив еден диаграм за да биде појасно за граѓаните. Па сега ќе се обидам, еве како и да е. Како и да е, па мислам дека не правам штета, само полза. Еве го соодносот на загадувањето помеѓу автобусите, такси возилата и нашите автомобили. Погледнете разликата, гледайте што му правиме ние на градот, односно што си правиме себе си. Сега, ако сакаме да продолжиме, тогаш нема да ги менуваме ниту навиките, нема да го менуваме ни системот во градот. За гледачите да им биде појасно, ова не е генерално за загадувањето на воздухот, туку загадувањето на воздухот од превозните средства. Од превозните средства, секој. Да. Инаку имам и за другама разговараме за тоа. Јавен превоз, Да, се согласувам со професорот во случајов. И ние имаме БРТ систем, меѓутоа кој што бара време, бара сериозна инвестиција, барам со тимот што го консултирав, дека од начинот на распишување па се до целосна имплементација е долг рок. Ние имаме средства кои што не треба да ги изгубиме, плакаме и треба да ги користиме. Но неопходно е ад-хок решение во моментов. Нашите анализи покажува дека автобусите кои што се на располагање на ЈСП град Скопје се во катастрофална состојба и неопходно е да се набавуваат нови еко автобуси кои што нема да влијат во оштетувањето на воздухот. Понатаму од аспект на инфраструктурата единствениот мислам дека сме главен град, да не зборам за останатите градови во кои што нема паркинзи за точаци и стимулирање на користењето на велосипедите. Во случајот градот Скопје нема паркинзи за велосипеди, кои што ќе бидат нормално
патеки и кои што ќе бидат трговските центри пред училиштата може да се најде. Не, може да се најдат кои што ги стават, но не се одредени како се вика не се на градот, најчесто се донации од така, и треба на таков начин треба да се стимулира. Понатаму за да се евитира токму места, токму гужвите кои што се создадат во градот, треба да има јасна апликација, барем денеска е лесно тоа и ефтино да се направи во кое што ќе се ориентират граѓаните со некоја јасна апликација, парк рајд, да речеме, односно ориентација на местата каде што не би влегувале во центарот, односно ќе има слободни места и на таков начин да влијаеме и во леснувањето на градот и зборувате за паркинг центри кои што најчесто се прават на периферијата на градовите, каде што луѓето ги оставаат колите и автобус ги презема и ги носи во центар. Да, но во моментот нас ни треба тоа решение во кое што ќе ни треба јавен превоз, кој што ќе биде брз, на време и ефтин. И кој што нема да ја штети. Тоа не е јасно на сите проблем. Прашањето е како до тоа да Сакам да појаснам, значи прво да им се извинам на граѓаните што во овој мандат навистина не успеавме поради повторно политичкиот инат да набавиме нови автобуси. Подготовката на БРТ системот е повеќе од 3 години, а на сметка имаме 5 години пари за кои што граѓаните и ден денеска плаќаат камата секој месец од нивни пари. Ние немаме луксус да размислуваме за нови иновативни решенија, трамваи, тролебуси и такви работи. Сметам дека двата проекти треба да ги тераме паралелно. Секако добродојдени се и набавката од владата која што најавува од 80 на 100 автобуси. За жал требаше многу порано ова да се случи. Градот Скопје мора да набави не електрични, не во овој момент електрични, него во моментов сметам дека мора да идеме со автобуси на метан, затоа што прво исто се еколошки, многу поеколошки од овие и би можеле веднаш да имаат импакт во редовноста на јавниот транспорт. Затоа што доколку утре да ни дадат 200 електрични автобуси, ние немаме електрични постојки, односно полначи во нашите депоа со кои што би можеле да ги полниме и да ги пуштаме во сообраќај. Таа подготовка, значи ќе ни треба минимум година дена каде што електродистрибуција ќе треба да постави 2 станици за полнење од 110 киловата, тоа е сериозен зафат, затоа што се уште не е запон. Спротивно на ова, значи во депото во автокоманда веќе имаме сопствена бензинска станица со директен приклучок за метан, за кој што јавното сообраќајно претпријатие може сам на берза да набавува метан по многу поевтини цени, што е многу поекономично, и со тоа веднаш да го пресетнеме овој девастиран систем кој што исто така владее во јавното сообраќајно претпријатие, кој што исто така не само што не ни дозволи ВМРО ДПМН овие 4 години да набавиме нови автобуси, него не ни дозволи да набавиме ниту еден штраф, ниту гума резервна за постоечките автобуси и возен парк. И не само што ние треба да работиме на апликација, ние не можевме да го измениме ни возниот ред со кој што сакавме да ги удостоиме граѓаните за да знаат кога точно ќе им дојде автобус, чисто и исто така од страна на ВМРО. Дозволиле дека па не, таа измената на дневниот ред мора да помине со согласност на Советот на градот Скопје. Таа точка беше предложена 8 пати за да можеме да ги удостоиме граѓаните точно да знаат кога според овој возен парк и капацитет во моментов располага ЈСП ќе може да дојде автобус и да ги однесе на работа, да може да си се ориентираат. Но советничката група на ВМРО, која што сега вика дека токму они се тие кои што ќе го решат проблемот, а всушност го направија, не го дозволија да се случи тоа. Тоа е она што ја го зборувам од почетокот. Колку повеќе политика затоа ви кажам, ние мораме да идеме со паралелен процес. Значи БРТ-то верувате дека и од страна на ВМРО е веќе подготвен во општините во кои што имаше потреба за измени и адаптации. Значи во депото во Ѓорче Петров со ДУП-от се направени сите забелешки, отстранети се сите недостатоци, исто така и од страната на аеродром кај што после паркот авионче се наоѓа другото депо. Значи тие артерии од страна на ВМРО ДПМН и нивните градоначалници се подготвени, се чека само значи теглата мед во градот Скопје да дојде во правите раца. Престои сериозна подготовка на БРТ. Сакам да кажам дека ќе треба време за тоа, значи тоа не може преку ноќ да биде. Многу побрзи решенија се ова што говориме, метан се малку нели црн хумор, меѓутоа може да го искористиме метанот од Вардариште, на пример, што ни излегува, па да го искористиме за гориво на автобусите. Се напуштаат овие автобуси од метан, се слушам, и тоа е една еколошка. Најефикасно и брзо, меѓутоа ние имаме девастиран јавен транспорт. Во сите европски градови развиени, оди електрика ни требаат негде околу 16,5 мегавати вкупно за да можеме да обслужуваме 300 автобуси, а нас во овој момент и толку и не можеме да имаме. Како и да е, значи еколошки автобуси, еколошки такси возила, еколошки такси возила, да, тоа е еден општ израз што ги покрива сите наши размислувања. Под итно
Потитно затоа што загадувањето е најголем проблем на Скопје. Добро, во однос на ние естетски работи што се во градот, бидејќи не е само да биде функционален, тој основно, меѓутоа градот треба да не биде убав, сите да го сакаме да се гордееме со него. Многу малце овие теми се обработуваат оваа кампања, што можеби е разбирливо имајќи предвид дека имаме други акутни проблеми кои што се секако имаат приоритет. Меѓутоа ќе се сложите дека Скопје е еден град кој што нема никаков патерн во урбанизацијата на просторот, во секоја населба, секоја улица има различен тип на клупи, различен тип на контейнери, на канти за отпадоци, затрупане со некакви билборди, нешто што во ниту еден друг град, ниту во опкружувањето повеќе не го гледаме. Како ова да се речи? Како Скопје да биде еден унифициран град кој ќе ја видам кантата за отпадоци, знам дека ова е карактеристично за Скопје или клупа некоја, ме разбирате што Тоа ми е најголема болка со билбордите. Може да замислите кога ги гледам толку билборди, ја немам право на ниту еден да бидам мојата фотографија да биде ставена. Тоа е лична перспектива. Сега треба Значи окото на граѓаните. потполно сте во право, се шегувам, потполно сте во право. Премногу билборди се во градот. Ние станавме град на билборди, не само сега околу избориве, туку и воопшто. Убавината исчезна од нашите животи. Ние повозрасните и помниме што значи убавина, па можеме и да се подсетиме. Меѓутоа, овие што се млади не ни научија што е убавина на град и како за тоа се внимава. И потполно сте во право, убавината треба да биде присутна од една корпа за отпад, па се до некакви јавни објекти. Со урбанизмот ние го уништивме јавниот простор. За нас веќе нема јавни објекти кои во себе содржат убавина. Имаме само стамбени објекти кои што се карактеризираат или се вреднуваат по тоа колку повеќе метри квадратни ќе имаат, односно колку ќе возможат профитот да биде поголем. Никој не размислува за убавина на просторот, ние се заробивме во убавината на нашите домови, заборавајќи дека таа убавина ни е неопходна и Тоа на зависи од менаџерот на градот. Значи, зошто недостасува имаме таков колорит. Реално ниту еден градоначелник во рамките на територијата на градот Скопје административно што управуваат во своите општини не е виновен, бидејќи согласно законот за локална самоуправа имаат своји ингеренции да поставуваат. Некои ингеренции се испреплетуваат. Значи нема јасен правилник како сето тоа да се среди. Но тука недостасува добар менеджер кој што ќе покрене иницијатива барем естетски тоа да се среди. Градоначалниците и на градот Скопје често пати треба да се собират и се собират. И ова е проста тема да дадат надлежност на сектор на урбанизам и да речат од денеска важи овој правилник кој што рече сите општини во територијата на градот Скопје ќе користат ваква боја, ваков начин на корпи, ваков начин на контењери. Бидејќи тука реално ниту еден градоначалник кој што управува со општините не дека сгрешил, меѓутоа естетски делува. Ама за сите вика тоа е многу просто, многу лесно да се најде, меѓутоа во реалноста не очигледно ниту Вели, за некои работи кои што на вистина влијаат и во животот на граѓаните и во естетскиот дел на градот, треба многу малце напор. Во овој период недостасуваше и тоа. Видете, еве вака ќе ви кажам фигуративно, ако ние имаме 7 институции за борба против корупција, знаеме каков ни е степенот на борбата со корупција, можеме да кажеме значи како се справуваат тие институции со своите ингеренции. Еве конкретно и за градот Скопје, значи законот за градот Скопје не е променет повеќе од 2 децении. Станува збор за закон кој што треба на една метропола да му возможи прво да биде индивидуално функционална и секако после да може да управува со се она што се случува во градот. Еве да зборуваме за инспекцијските служби. Имаме државен градежен инспекторат кој што знаеме дека е инертен во однос на дивоградбите и урбаниот хаос. Ние во програмата предлагаме формирање на градски инспекторат, исто од аспект што знаеме дека и општините купуваат со кадар за да можат да ангажираат градежни инспектори или воопшто инспекцијски служби. Значи по еден инспектор е на 2 до 3 општини со кои што си го позајмуваат. Рачунајте како може еден човек да покрие 2 цели општини или 3. Значи не е возможно. Ние мораме да формираме градски инспекторат. Централната власт мора да се научи да работи на институционална соработка со градот Скопје, а не на институционална пресметка со градот Скопје. Ова мораме да го надминеме како едно зрело општество и сметам дека со градски инспекторат градот Скопје би го споставил целосна контрола во урбаниот хаос во градот. И не само градски инспекторат од аспект на градежните девијации, него зборам за формирање на комунална полиција која што исто така беше актуелна на претходните локални избори или на тие претходно, затоа што сметам дека со комуналната полиција ќе можеме да превенираме од аспект на овие стварање на депонии.
фрлање на градежен Прашањето беше шут. како да се го направиме градот стандард. Ама еве ви кажувам затоа што За луѓето повторно да се со зајдат во комуналната просторот. полиција ќе можеме прво да превенираме многу девијации во нашето општество. Ќе можеме да ја подигнеме и културата и свеста на граѓаните, што преку санкција, што преку едукација или опомени. Ви кажувам, ние немаме институционална соработка. Еве погледнете, едно кале беше одземено од страна на Министерството за култура толку години, 10 години Министерството за култура ниеднаш не ангажираше фирма да биде искосен. Не само искотено, тоа порано беше осветлен убаво, сега е во темница, не знаеме навеќе дека Тоа ви почне. кажувам, значи не е искосено. Почитување на стандарди и одржување. Тоа е она што ни недостасува. Ниту ги почитуваме стандардите, ниту пак трошиме време и средства за одржување на она што веќе го имаме направено. И затоа имаме искривени тротоари, рабници, имаме искршени столпчиња, искривени столпчиња, урнати канти, клупи за седење паднати. Тоа е непочитување на стандарди во струката. Не може, ако се почитуваат стандардите, не може клупа за седење туку така да биде превртена и да Да, падне. човек пријател Не кој што само многу тоа, го тоа почитувам, рече дека ќе гласам за градоначалник кој што ќе вети дека ќе го обнови сето тоа што го имаме пред тој што ќе гради дополнително работи. Повели 30 секунди. Да, сакам само тоа да го кажам, не само тоа, еве и владата на пример, дворишто на владата, јавното претпријатие Паркови и зеленила има утврден ценовник и е, ви кажам, најпристапен и најекономичен за било која институција да може само да се јави, да дојде и ние да даваме таа услуга. Значи ви кажам, најодговорно. Во овие 10 години и Министерството за култура и владата во секој момент може само да побарат. Ние сме праќале 4 пати барање меморандуми за соработка за да можеме ние да ги одржуваме. Тоа не се случило. Значи кај нас институциите не се поддржуваат нити сакаат да соработуваат. Значи кај нас се користат институциите за пресметка. Затоа апелирам прво ние да го вратиме системот кој што функционира исклучиво преку соработка на сите институции и нивоа на власт. Добро, Тоа ни треба професоре, за функционален град. Благодарам. Вие како градоначалник ќе правите сообраќајни решенија со кои што ќе ги мотивирате возилата да доаѓаат во центарот на градот, значи проширување на улиците или булеварите во центар, поевтин паркинг, повеќе паркинг, или ќе се залагате за решенија кои што ќе ги демотивираат возилата во центарот? Обратно, токму ова второто што кажавте. И зошто сега? Апсолутно. Нас ни е преку глава од возила. Битката со возила не можеме да ја добиеме. Можеме само да изгубиме, а видовме од диаграмот што значи нивната употреба, масовна употреба во градот. Јас би дестимулирал, значи, не катни гаражи, особено не катни гаражи над земја, значи онаму каде што мора, и тоа во периферијата подземни катни гаражи, оставање на возилата при влез во Скопје, на оние кои имаат еднодневна работа во Скопје, обезбедување на градски транспорт, се разбира, сето ова оди паралелно со развивање на, односно осовременување на јавниот сообраќај во Скопје. На навиците на граѓаните. Стеснување на улици. Ние имаме колку повеќе булевари, колку повеќе ги прошируваме булеварите, толку повеќе автомобили ќе имаме. Колку повеќе ги прошируваме булеварите, толку побрзо ќе се вози на нив и ќе имаме загинати деца. Токму затоа и оние што ги имаме широки, на пример, лентата на Партизанска е 3,5 метри широка, една од лентите, по 3 има. Тоа е за брзина од 100 км на час. И затоа толку брзо се вози. Значи, ние сме сведоци како се оди. Не треба многу да сме умни. Ајде да видиме што прават оние што се подобри од нас. Овој процес е тежок. Јас сум свесен, јас сум наивен дека ќе оди тешко. Менувањето на навиките ќе оди тешко. Меѓутоа, кога луѓето ќе почувствуваат и економски бенефит од сето ова, многу побрзо ќе ги прифатат овие работи. Ајде повеќе, значи просторот на градот е ограничен. Ние го споделуваме со нашите автомобили. Што е логично да направиме? Да си земеме повеќе за нас, за да користиме повеќе велосипеди, да може децата да имаат слобода во движење и така натаму, или ќе препуштаме простор и безбедност, или ќе препуштаме простор на автомобилите. Истото прашање за вас. Видете, ќе почнам од последното што спомнавте. Пак кажам дека ние немаме сериозни велосипедски мрежи кои што поврзуваат од еден до друг крај, понатаму паркинзите. Мислам дека граѓаните не се виновни што користат автомобили. Може би голем дел од нив нужно ги користат заради потреба. Треба да стигне на работно место, треба да стигне до одредено место кај што е поврзан секојдневнието. Но во случајот ние немаме јавен транспорт кој што доаѓа на време. Ако им обезбедиме на граѓаните јавен транспорт кој што е ефтин, кој што доаѓа на време, се разбира дека секој ќе го користи. Впрочем, на таков начин он ќе стигне до целта дури и побрзо, и полесно, и поевтино. Мислам дека е свеста доволна кај граѓаните за да ги користат овие алтернативни
транспортни средства надвор од автомобилот, но тоа што во моментов им нуди градот е недоволно. За жал, сега ова влијае и кон загадувањето, влијае и има негативен ефект кон здравјето на граѓаните, но тие се алтернативите. Тоа е едно. Второ, ние што е поврзано, ако правите споредба деценијски во градот Скопје е преголемо населено. Нема ние систем во кој што се ограничува. Например, ете, Лјубљана е еден пример во кој што не е толку лесно да се пресели од друг град до Лјубљана, односно во Тоа центар. е мит, само да ви кажам, не е баш така, меѓутоа нема проблем. Ако имате пари, се е во ред. Па не е баш така. Можеш да се да преселиш, но не во центар, во строгиот центар, туку е во може и околината. таму ако имаш малце поише пари. Да. Не, Тоа е урбан мит што кружи мат. Имавме ние еден урбанистички бум во последната деценија во кој што нормално нема капацитет дури и градот онака граѓаните да ги услужи во смисла инфраструктурно и во јавниот превоз, па дури и во останатите делови. Добар, рековте урбанистички хаос во една минута, што ќе правите осите во градбите? Сега тоа беше една од главните теми. Не, ќе се прекинат. А со тие што се направени? Добро, нормално не можеме да ги струшиме, бидејќи тоа е проблем не само во градот Скопје, во целата држава. Ако се одлучи на највисоко ниво, треба да се види кои се категории. Како во Албанија, да речеме, што е дека немате. Па не е баш така, и тоа е мит. Во Албанија само во крај брежјето се тргна за можеби естетски да изгледа крај брежјето, но и за тоа ако има сериозност може барем да се стопира, да се превенира. Брзо ни поминува времето и ви благодарам по една минута да се обратите до гласачите да со вашата порака финално. Не, значи ке нас главниот проблем во неколку теми кои што и прашања кои што ги кажавме, знам дека значи ние имаме сериозен дисконтинуитет во сите работи и стратегии кои што градот Скопје ги прави и во инфраструктурата. Ја ви кажам, проектот на Кензо Танге градот да биде отворен и брз транзит. Значи ние немаме више улици кои што треба да ги прошируваме, остануваат дали 2 или 3, тоа е Скупи улицата. Мислам дека треба даме груе во центар тука доколку се уништи оној паркингот дека се земе. Со тоа што катата гаража треба да го беко да го абсорбира целокупниот паркинг капацитет. И други улици, освен влезот на Александар Македонски од таа страна на Вардар, со оглед на тоа што БРТ-то исто така имплементира на булеварот Цветан Димов, кој што за жал ќе загине, ќе треба да се останат сите дрвја на тој булевар. Верувате дека јавното Еден од неубавите дрвари во градот. Без разлика, значи паркови зеленило има механизација и капацитети сите дрва да бидат пресадени. Ќе ви ја покажам после машината која што за жал 10 години стои неупотребена. Градот Скопје има неколку пластови на генерални урбанистички планови кои што верувате дека сите улици се предвидени кај нас. Јас во програмата предвидувам освен овие два што се започнати мостови кои што мора да се завршат, имам уште дополнителни 5 мостови. Доколку се направат тие, оној мостот кај Вардареште на поврзување на февруарски поход со Перонаков, оној малиот мост тука од до Влада што е покрај Жабар што поминува од другата страна на Лазар Личеновски према булеварот Климент Охридски. Еден мал мост како втори излез покрај мегапаркот во Ново село према Бардовци, секако оној што доаѓа од другата страна да се поврзе бајпасот со улица 4, ние треба да створиме прво алтернативни артерии за движење на сообраќајот, да го вратиме јавниот транспорт да биде број еден опција за граѓаните, секако ќе мораме да ги обесхрабриме граѓаните. Сега не можеме да го рестриктираме, пошто културата кај нас и менталитетот е дека ако 90-тите години било 0,8 возила по стан, сега е 2,6. Ќе се смени. Затоа ви кажам, ние мораме на оваа жива материја да реагираме според навиките на граѓаните. Мојата порака е дека има две непобитни вистини. Катастрофалната состојба во која што Скопје денес се наоѓа и тридецениското раководење со Скопје од страна на политичките партии. Веројатноста да тоа се смени после овие избори е скоро никаква, да не речам нула. Сега на граѓаните им се отвара нова шанса на поинаков начин да се обидат да го решат својот проблем, проблемот на Скопје. Јас само им порачувам да имаат доблест и таа шанса да ја искористат. Не така често во животот се пружаат шанси. Благодарам, Вие. Добро, гледам, барем им се обраќам на тие кои што се незадоволни, а се во огромен број. Впрочем, граѓаните пробеле во последните 3 децени левичари, десничари, независни, либерални. Мислам дека е времето за еден башкин.
Мојата лична карта не е само име и презиме, туку мојата стручност, професионалност и искуство. Добро, ви благодарам на тројцата за учеството во вечерашната емисија. Свесен сум дека не успеавме сите теми да ги поминеме, меѓутоа се трудев колку што може да ги поминеме оние кои што се најважни за граѓаните. Оваа емисија има една добра и една лоша страна според мене. Добро е тоа што конечно ги вративме и коментарите на гледачите, така што сите можат сега во сите емисии наредните недели да коментираат и цела Македонија да ги прочита вашите коментари, така што тенденцијата да биде еден вистински граѓански форум. Несреќен сум поради тоа што кандидатот на Левица не дојде на оваа емисија и на него и на вас тројца ви просакувам многу среќа во овие избори. Се гледаме секако во друга прилика. Благодарам. Почитувани ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.